Висока трева и грмушки ги прекриваат двете страни на локалниот патен правец кон селата Подлок и Мојанци. Од нив не може да се види сообраќајната сигнализација. Специфичен пример е делницата во близина на мостот на Кочанска река на влезот на Горни Подлок, каде вистинска енигма е дали има или нема сообраќајен знак. Коловозот на мостот е стеснет и не дозволува истовремено преминување на две возила, односно, она што излегува од селото треба да застане за да го пропушти другото од спротивен правец. Ама тоа го знаат возачите кои живеат во селата или пак кои почесто поминуваат одовде, а за останатите сообраќајните знаци за првенство на минување и предупредувањето за опасна кривина се совршено сокриени, исто како да не постојат. Утравите не се гледа, а иначе стоп за овие натам, обавезно. Наградна игра, ако го најдеме. Таму е утравата. Треба да се очисти травата, не се види. Нека па знаеме си. Не мора тоа. Кој знае, знае, а кој не знае? Па ова е општина, не е играчка. Патниот правец кон Подлок е фреквентен и дневно по него поминуваат и по 1000 возила, велосипеди, запрежни коли и пешаци. Нивната безбедност е загрозена поради неодржувањето на околината на коловозот, што е во надлежност на Кочанската локална самоуправа. Кај мостот на влегување во Подлок пак, воопшто ни нема сообраќаен знак што ќе предупредува на опасната црна точка. Местното население знае што треба да се стори, но очекува реакција од одговорните за локални патишта. Он се стои знако, важно нема кој да очисти, па да се гледа знако. И сега кој дојат на мостот, тога кој да помине. Опасно, многу опасно, а и оваа трава сега баш во ова време кога е баш у вегетација многу е висока и нема никаква прегледност. Оваа од лева страна кој иде или десно од обратна страна. Треба и травата да се искосе или да се уништеда со праскање и знак од прилика кој има предност да се знае. Токму на мостот кај Подлок имало повеќе сообраќајни несреќи, при што постојната ограда неколку пати завршувала и во речното корито заедно со возилата. За среќа се поминувало без жртви, само со материјална штета и телесни повреди. Реакциите на возачите и на местното население е само потсетување до одговорните во општината да реагираат што побрзо, за да не се случи нов сообраќаен инцидент.